ВМРО ДПМН ќе прави реорганизација на министерствата. Најинтересен е планот градинките да се вратат под капа на Министерството за образование. Лидерот на партијата Мицкоски пред Кумановчани ги представи плановите на партијата за реформа на образованието на сите нивоа. Целосна реорганизација на министерствата најавува лидерот на опозицијата. Мицкоски вели дека идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе се фокусира на подобрување на образовните политики во секој сегмент. Градинките да се вратат под надлежност на Министерството за образование и раздвојување на секторите труд и социјална политика. Предшколската едукација, односно образованието, предосновното, односно образованието е поедноставно да биде во градинките. Треба да го вратиме онаму каде што припаѓа, тоа е во рамките на Министерството за образование. А Министерството за труд и социјална политика ќе биде Министерство за социјална политика, демографија, пошто ни е многу важна, политиката во демографијата ни е некако катастрофална, и млади. А делот од трудот пак природно ќе го префрлиме во Министерството за економија. 1% од бруто домашниот производ ќе се издвојува за наука, покрај повеќе пари за инфраструктурни инвестиции. Ќе се мотивира и наставниот кадар кој се занимава со наука со 50% поголеми плати. Претседателката на партиската комисија за образование најавува и прилагодување на наставните програми. Во Македонија во моментов се случува наставник по ликовно да предава физика. Она што ние како влада, со вложувањата кои ги спомна председателот, во иднина ќе можеме да го направиме е да им ја покачиме стипендијата на тие студенти, да ги стимулираме да ги запишат тие факултети, да ги ослободиме од партиципација и да им понудиме сместување на оние кои ќе доаѓаат од провинција. Тоа сметаме дека е добар мотив. Секако тие што ќе се запишат таму веќе ќе имаат и за гарантирана работа, затоа што нели недостасуваат. ВМРО ДПМН ќе направи се за секое дете да има учебник на 1 септември. Иако Мицкоски вели дека власта во заменување намерно остава тотален хаос во образованието. Сите овие проекти ќе бидат дел од предизборната програма на ВМРО ДПМН. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Буџетот не претрпел никаква материјална штета од раскинувањето на договорот со странскиот инвеститор Nextego, кој требаше да го произведе првиот македонски електричен автомобил, тврдат во ТИРС. Од опозицијата пак прашуваат каде завршиле парите наменети за државната помош. Компанијата која требаше да произведува автомобили на студија нема добиено државна помош, тврди првиот човек на технолошко-индустријските развојни зони. Одобрената сума од 40 милиони евра не легнала на сметката, тврди Деспотовски. Причина за откажување на инвестиција која требаше да вработи 200 луѓе е нестабилноста на пазарот со електрични автомобили, велат од ТИРС. До сега, значи во изминативе колку се веќе години и половина, можеби нешто повеќе, имаше неколку барања страна на компанијата, поднесува барања за реализација на државна помош, меѓутоа до денеска нема исплатено. Нашиот став беше дека сакаме да го видиме инвеститорот да почне да ги реализира своите обврски согласно договорот. Самиот договорот имаше има се уште заштитни механизми и тие заштитни механизми се ги употребивме, односно ги искористивме за да можеме да ја запреме реализацијата. Така што јавниот интерес е целосно заштитен и ќе повторам уште еднаш, нема ниту еден денар државна помош исплатена во оваа компанија. Значи, ангажманот и финансиските средства кои што беа од страна на буџетот минимални, заради тоа што и самата компанија, да кажеме, даде свој придонес во реализацијата на самиот настан. Во принцип, ваков тип на настани не чинат многу средства, така што ние настојуваме да бидеме транспарентни на секој договор, да кажеме, при потпишување или пред презентација да бидеме присутни, да ги презентираме не само придобивките од проектот, туку и што е тоа што го има обврска како држава. По пресет на месецот Рамазан, пораката верниците упати по глава